продолжуваме со читање на историјата на Скилица од 933C. Малку погоре, од каде што почнува пасосот. А не е на одмет, може би да се раскаже и како на царот Михаила му се предјавува отфрлањето од царството. Момичка некоја имаше, роднина на Михаил. Оваа во време на месечевите зборишта се обземаше од страст на безумство. Кога и да беше обземена од страста, доаѓајќи на местото каде што сте издигнати од камен вол и лав, а и местото го има името по овие, нарекувано е Вололав, викаше со невистински глас кон царот: "Слези, слези, потргни се од другите." Ова, бивајќи многу пати, на царот му причинуваше ужас и го фрли во грижи неслучајни. Затоа се советува за работава со некој од неговите познаници и домашни, Теодот, син на Михаил, патрикиот Мелисин, кого што го именуваа и Каситира, и побрза да добие разјаснување на кажано. А овој пак дава вакво мислење: да се фати момичката која ќе биде обземена од безумството и да се праша кому му припаѓа куќата во дворецот и пошто би се спознало тоа. Бидна ова, а Теодот прислужуваше во дејствието. И кога обземената женичка беше прашана, го објави називот на лава и изображението и изгледот и додава да одат на тврдина, каде што би се сретнале со двајца мажи, од кои што оној носен на магаре зацело ќе се искачи на царството. Таа значи кажа, а Теодот се увери во реченото одејќи на местото и мажот го затекна според знаците за препознавање и спозна дека жената не излажала во ништо. На царот пак значи не му дојави ништо од ознатите работи, а глаголите на жената ги нарече празнословие и блебетање, кое не носи нити трага од вистината. А на лава пак, земајќи го за рака и влегувајќи во храмот на апостол Павел при сиропиталиштето и доверба давајќи му и добивајќи, му ги открива изнесените нешта, откако му ја откри вистината, му рече дека се исполнило кажаното од божественото откровение, дека на предводништвото на римјаните зацело државник ќе постане лав. И со оглед на објавувањето на предсказанието, бараше да не му биде благата вест ненаградена. И лав, доколку словото излезе на дело, му вети дека нема да го одмине со она што доликува. Овие работи, значи, се сложија вака. Се случи споменатата војна на римјаните и болгарите да се разгори и поради друга причина, која што не е ситна и треба да се каже. Болгари некои, кревајќи се од отечките земји, земјата на римјаните ја зафатија целородно. И воспримени од царот Михаила се населуваат во различни земји. И некои пак римјани од заробените во претходно опишаните војни, откако ги раскинаа оковите, се вратија во своите татковини. Овие сите, началникот на болгарите Крум, побара да му бидат вратени. На некои, значи од римјаните, враштањето им се чинеше пофално, за кое што се залагаа и царот и некои достојно почитувани иноци. Мислеа имено дека преку враштањето на бегалците ќе се ослободат од варварската плячка. А на некои пак мислата не им се допадна, од кој што начело се погоди Никифор патриархот и магистерот Теоктист, кој што во добродетел и свест тогаш предначеше, и други немалку, кои велеа дека работите за нив се во Бога и за враштањето на бегалците да не се остава настрана семокната помош Божја, која што ќе благопреобрати дрскоста на варваринот. Па штом на ваквата положба на Крум немаше никаков одговор, претходно кажаната војна се разгори и пораз и голема гибел на римјаните им проследи, бидејќи друго нешто Бог, како што се чинеше, промислил. А откако пак Лав се опаша со царското началство,
Тома, маж млад и ревносен, кој беше еден од тројцата за кој што словото веќе раскажа дека стигнаа да се намерат на Вардани, додека овој се наоѓаше при инокот во Филомилион, го назначи за ергероначалник на четата на сојузниците, а Михаила пак тепкавиот и тој бивајќи еден од тројцата, и чиштош син го прими во светиот купел, Патрике го нарече и Космат на одредот на приправните и другите служби на царството ги распореди како што му беше нему по волја. А болгарите пак, уште повеќе надуени од поразот пред малку на римјаните, низ Тракија се растрчаа и се преднодзе истребуваа и пустошеа. Па му се причини на царот да испрати посредници и да започне преговори за мир. А штом пак болгаринот се изнасили и мирот го презре, на царот му беше потребна борба од нужда. И така, значи, откако војските се собраа, се случи силна битка и повторно римските војски беа поразени. И додека болгарите беа вдадени на гонење, царот, стоејќи на едно мощно возвишено место, со друштвото околу него ги наблюдуваше случувањата. И забележувајќи ги болгарите несредени и дека гонејќи ги бегалците го оставиле секој ред, откако ги повика оние околу него и побара од нив да бидат мажи доблесни и да не ја презрат прочуеноста на римјаните, како да се поништила, ги потикна силно. И трогнувајќи ги присутните со чудниот поттик, и останатата војска на болгарите со неочекуваност ја изненади и со страв и трепет ја исполни. И ова заборави на секаква силина. Од нив во нападот паднаа многумина. И оној водачот на сите, иако и брзо од своите на конј брзак одведен, со бегство спасот си го обезбеди, а и заробија многу повеќе отколку паднатите. Ова дело од една страна ги смири размислите на болгарите, а од друга пак размислите на римјаните, понижени и в земја вперени, ги направи да се ободрат. А царот пак, со трофеите сјајни и со тоа што царството го избави од голем плен, работите ги зеде в раце. Подоцна, штом се присети на инокот во Филомилион, речи со дарови и прилози да му отплати за пророштвото за него. И испрати, значи, некого од нему неверните, да собере за него прилози и плячки и сосуди, сребрени и златни и разни видови благоуханија, собрани од кајнас од Индија, но оној инок се случи претходно да умрел, а во келијата негова се населил друг некој инок, наследник по име Савати, кој биваше преисполнет со безбожната ерес на иконоборците. Пуштениот од царот се појавува пред овега за да му порача да ги прими даровите испратени од царот на неговиот наставник и со писма и дарови од страна на испраштачот да му отплати. А овој пак испратените работи не сакаше да ги земе и му повела на онега да се врати назад, велејќи дека царот е недостоен за баграницата, бидејќи се залага за кумирите и ги следи словата на Ирина, царицата на Тараси, патриархот. Ги следи словата на Ирина, царицата и на Тараси, патриархот, од кои што тој се покварениот, Ирина ја нарекува пантерка и бахантица, а меѓу патриарсите превоспеваниот го именува Таракси. А му се заканува на царот и со брзо испаѓање од царството и животна пропаст, ако брзо не се покори на неговите слова и не ги уништи божествените дзидни сликарства. А штом пак самодржицот ги прими писмата и од гласникот го научи она што го рече инокот и она што самиот тој го слушна, и бивајќи преисполнет со вознемиреност, испрати по Теодот Мелисин и му објави што треба да се прави во врска со оваа размисла. А овој пак и претходно зафатен од оваа ерес, и барајќи вистински час дрско да го обелодени нечестието, на царот му предлага ваков некој совет. Инок некој му рече дека има творец на дела чудесни,
кој живеалиште направил на Дигеста. Не му треба, вели, работата да му се изнесе и како што оној би поставил, така ќе треба да се направи. И ова го рече при царот, а отаму излегувајќи, брзо замина принокот и му вели нему дека во ношта која доаѓа ќе ти дојде царот во проста наметка, прашувајќи за верата и за другите мошне нужни работи. А ти пак напомени му дека му се заканува брза животна пропаст и од царството испаѓање, ако волно не избере да се заземе за учението на царот Лав од Исаврија и ако не ги исврли кумирите од божествените згради, божествените икони вака нарекувајќи ги, и дека му се ветува доколку бидне според кажаното житие, живеачка од долг живот и срекно и многогодишно раководење со царството. Откако вака го упати инокот и го поучи што треба да му рече на царот, заминува. А помалку пак, и царот в ношта, смирен изглед земајки, доаѓа принокот и штом разговорот веќе започна, инокот кон царот се приклонува, како демек веднаш да го препознал по божественото вдахновение царското достоинство, благословени работи му рече, не правиш, о царе, збунувајќи на нас со обична одежда и внатре во неа покривајќи го царот сокриен. Но, ако и ти вака постапуваш, сепак благодата на Божествениот дух не дозволи, најзгора, ние вака да бидеме од тебе надитрени. Ова како што го слушна царот и како не успеа да остане незабележан, во прост изглед царското криејќи го достоинство, се ужасна, како што беше видно дека лукавството не го позна и инокот за божествен маж го призна и изјави дека наложените од него работи благопокорно и со брзина би ги направил и дека ќе објави расчинение на честните икони. И најпрво скришно разгледуваше како да исполни намерата за нив и да не се крене некое спротивставување од црквата, а потоа учението јавно го изнесе и на крајот и оние од црквата, едни волно, други неволно, се поклонија на наредбата. А принудуван беше и великиот меѓу патриарсите, превоспеваниот Никифор, да се потпише на одсечокот за расчинение на светите икони, кого што, бидејќи никако не се покори, Лав го изгони на Пројконес, и кој што претходно го предчувствуваше злонаравот на Лав и дека тој ќе ги измеша и вознемири работите на црквата. Му се причини имено на блажениот Никифор, кога ја ставаше круната на главата на Лав, како со трње и бодлеци да му се пронижува раката. И ова го постави за знамение и знак на случените после тоа зла. А додека пак Великиов беше одведуван во прогонство, Теофан исповедник, расправител на обителта на Велико поле, чувствувајќи го по божествено вдахновение неговото поминување, в поле некаде одејќи, со темјани и свешти го предиспрати него кој поминуваше оттука на брод. А самиот пак патриарх, со длабоки поклони му одврашташе и со воздигање на рацете и со благослови него го поздравуваше, не гледајќи го него, кој исто така не го гледаше, ами со духовните очи меѓусебно гледајќи се и долична почест еден на друг си одадоа. А еден пак од оние што пловеа со патриархот му рече: кон кого, о владико, рацете во висината кревајќи ги, правиш поздрав? Кон најпреподобниот, рече, и исповедник Теофан, наставникот на поле, кој што со свешти и темјани нас не поздравува. И не помногу, а се збидна на дело пререченото на патриархот. Со многумина имено и други, не задолго, од црквата одлачен и на многу и бесконечно зла подложен, со венецот на исповедништвото се закити, никојаш веќе, меѓу другото, да го види патриархот неудостоен, за да не пропадне проречението на патриархот нити во ова. А штом пак патриархот беше испатен во прогонство, како што рековме, на престолот на свештеноначалството недостојно се искачува на самиот ден на воскресението на Господа Теодот Мелисин, за кого што претходно словото постави дека се нарекувал Икаситира. И штом застана на престолот, имајќи ја покрај себе и царската власт, не ја чуваше веќе ереста на иконоборците во мрак и в ќош, ами ја обнароди во сето поднебесје и со дрзновение.